Дали е точно дека си во лоши односи со Бојан Велески? Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Тука ли е тоа за лажење? Да, на смеја на шала си ја тераш работа. Па како? Некако многу ми се плашат сите бе Баркли. Од што се Ја плашат бе? кажуваат. И па не знам, нека се плашат. Тоа е затоа што многу лажеле у животот. Плодни мислатки ги прашувам за дрога, за курви, за секс, за жени дали изневеруваат. Знаеш како некој ден си мислам да се уклучам лајф од мојот Инстаграм и буквално да кажувам дека стварно не е страшно, дека стварно ова е на вид на шоу бизнис и убаво би било, во Македонија сме да ги кажам со име и презиме, мал милион убави ликови се исплеше. Брат, не можам да дојдам, брат, не можам да дојдам, брат, не Башка сакам. полиграфот колку е точен? 98%, така има 2% фора дека Не, шала на страна, сега ти си играш курот, ама нема веза. Сега ти кажувам како стоат работи, тешко ми е гостин да не се испоплаши. Еве ја јавно апелирам до сите Џабе, апелира, охрабрам. џабе ти на, џабе. Значи дојдете слободно, не е страшно. Еј, вода имате тука. Баркли, до сега си бил ли на ваков подкаст? Последните гледав како Мановецов. Да. Да си, тоест на ваков подкаст, дали до сега си бил на детектор за лаги, дали си бил на полиграф, дали? Детектор за лаги имам дома, мајка ми. Значи ова ми е. Тоа пушиш цигари, не, дај да мирисам раката. Си пушал. Не, на вакво нешто сериозно чудо си бил? Не сум бил и баш за тоа прифатив, зашто Од прва прифати ти? да, љубопитен сум, сакам да видам како реагира, може ќе пробам да го излажам детекторот, разбираш нешто ќе. Да, тој некој ај Стефан Николовски глумецов и он кога сакаше да дојде се и он не сака. Ми викаше ќе пробам да го излажам, да, ама него го излажа да не доаѓа никој. И ете не дојде. Туку кажи ми овакво, сакам да те прашам, актуелен си сега со едно вирално видео со Safe City. Да. Направивте парче над 10.000, 11.000 прегледи, тоест препраќање имаше. Препраќање прегледи има над пола милион веќе. Да. Само на Инстаграм, плюс е на TikTok објавено, плюс е на Facebook, таму не знам колку има. Баш последно видов дека има над пола милион прегледи. Сакаш да кажеш дека почнеш такви сега работи да снимаш? Па, у суштина ја тоа цело време го правам, не ми е обврска, не го сваќам дека морам да го правам. Ма некој ти палат, некој не ти палат. Да, нормално е тоа. Види, јас мојата глава има милион луди идеи и од тие милион луди идеи логично е 3 да запалат. Да, добро, окей. Да, моја е да пробувам. А суетен си кога не палат, викаш дека до тебе е проблемот? Не сум уопште суетен, прифаќам, тоа е тоа, не бил моментот. Има некој шалишно, например, не им било времето, се пред времето. Знаеш, дури некогаш ми се случува шала што не поминала, например, пред една година, да рециклирам, да ја направам сега и да помине многу добро. Така да, секоја шала треба да си најде вистински пат и вистинско време. Значи, ќе ја збориме вистината. Не е смешно ова, не се смеј сега дека си нешто попаметен од ова. Ова е стварно детектор, стварно анализира прашање, стварно е направено за тоа што... Што ќе ме прашаш ме, ти ли ги украде еклерите од фрижидерот? Не, лагат! Па добро, сега за еклери нема, пак мислиш на јадење, нели си на диета бе? Па на диета сум, мислам на јадење цело време. Ми дојде дека што правиш, дека што еше шарска, вода пие шарска. Не ми излај се зад камерите. Каква бе диета со шарска? Зад камерите, ама кашкавалот го фрлам. Само месото да некој маче. Да, добро. Океј, дали си фокусиран? Да. Дали си концентриран? Апсолутно. Дали ќе ја кажуваш вистината? Да. Дали ти ова невообичаено интервју до сега? Дефинитивно. Дали имаш мала трема? Малце, да. Дали си возбуден? Многу возбуден. Шала на страна. Шала на страна, да имам така малце ми тлее нешто. Да, се гледаме за кратко. Господине, во еден вид, друг подкаст, мислам дека до сега не си бил на вакво нешто. Идеме на втора етапа. Втората етапа сочинува прашање кои што ги викаме ние вистина или не со Миро Кацаров, рубрика која што е многу интересна, која што пулсот го забрзува, дишењето бритот.
нешто невообичаено, невидено во Македонија, имаме подкаст кој што има детектор или полиграф. Дали се викаш Игоре, првото прашање? Да. Значи започнавме, драги гледачи. На кој си Игор? На дедо ми Димко. Не, на кој си? Како си крстен, Игор? Ку му кажал, ти си А, сакал, како? Јас сум сакал сигурно, да. Има некаква врска со Игор Џамбазов. Стварно? Да, затоа што во тој период Игор Џамбазов бил многу популарен. И на Не мајка ми зебаве. се свијало името Игор, да, на сите им се свијало името Игор. И Па не си го така. кажал никогаш. Па да, до не сега. сум го кажал никогаш до сега. Ај. Значи Игор има врска со Игор Џамбазов. Па да, да, да. А Игор беше тоа, која година се роди? 97. Многу беше популарен, Па, тогаш да. беше Джандар Збира, ако не се лажам. Па мислам дека да. Јас сум на мислам дека 86, да. јас сум дете од бивша Југославија и Игор го памтам и мислам дека помнеше секоја недела универзална сала, беше водител на квиз. Замисли тоа време ја помнеше Игор, Кемал Монтено и уште еден универзална сала, при тоа он не е пејач. Да. Дали првиот стендап ти бил пред повеќе пријатели отколку публика? Не. Не. Браво. Храбро. Првиот стендап ми беше во Белград. И Во Белград. Да. И таму од пријатели имав само еден другар што дое со мене од Скопје да ме подржи. Настапив 5 минути пред непозната публика Стварно? на српски јазик, да, во Битеф Арт кафе во Белград и Значи тоа е точно што го кажуваше некој на Инстаграм дека првиот наслед, мислам нешто лажеш. Не, точно. Стварно? Да. Имаше конкурс. Ја мислам ти почна се извинал со Бојан Велески. Не, тоа е отпосле. Мислам со него ги направив поголемите Да. поголемите настани, ама првиот настап за го стендап настап ми е во Белград на конкурс од Стендап РС. Бара нови членови и такви работи, се пријавив. браво. Ми рекоа доаѓај, запалив кола од Скопје, отидов до Белград да настапам 5 минути и се Браво, вратив. храбро. Каква будала. Тоа е одлично, не будам. Дали си имал настап каде публиката воопшто не се смеела? Трето прашање. Не. Не. Не, може би сум имал дел од настапот каде што публиката не реагирала како што посакувам, но цел настап каде што не се смее публиката, дефинитивно сум не. Се анализира одговорот. Имаме анализирање на одговорот кој што најчесто е, тој си е 30 секунди, сега имаме што 13. Кога анализираме одговор, ние најчесто поставуваме под прашање за да Добро. за да детално истражиме и детално дознаеме све за нашиот гостин или за некој мој колега. Сега овој пат се работи за Игор Стојанов Баркли, комичар, стендап и дел од тимот на Зевзекмани од Канал 5. Да. Дали имаш твој виц кој настанал од твој тотален блам? Да. Например, кој, што? Па, например, не знам, 90% од мојата стендап представа се мои бламови, што ги раскажувам, така да. Стварно? Да. Јас Тоа се е точно. се е апсолутно, значи 90% е точно, 10% е магија малце додадено. Импровизирано. Да, Ние да, телевизиски да, што да, викаме, да. импровизација. Да. Имам милион такви бламови. Одлично. Сега за сега кажуваш вистината? Па јас мислам дека ја кажувам, Добро. да. Дали си сакал да се откажеш од стендап кариерата барем еднаш до сега? Да. Зошто? Зошто да не? Не знам. Така Ти сум. се разочарувал? Па, не сум се разочарувал, него сум размислувал во друг правец да ми отиде кариерата. А мислиш дека стендап сцената моментално е поделена на моментално е поделена на еден кој што се
вика Сашко, а се презива Коцев, другите двајца идат у пакет Тино Јатанас и третите некако парираат со овие горе наведените, се еден човек и син мајка. Дали мислиш дека само тие моментално се оние кои што продаваат карти и прават хумор? Па не знам како да одговорам на ова прашање. Ова е подпрашање, ова можеш да не мислам, затоа што има место за секој што сака да се проба, има место и мислам, стендап сцена не можеме да кажеме дека постои како сцена, но постојат многу се повеќе луѓе што го прават тоа и стендапот зема замав и се надевам дека ќе дојде денот кога ќе имаме баш сцена каде што ќе имаме репертуар и еднаш неделно ќе можеш да гледаш стендап некаде. Сега нема ли у паблик рум? Па нема еднаш неделно, сигурно. Не. Дали си украл идеја од твој колега без дозвола до сега? Не. Не. Ништо немаш украдено од ниеден колега? Можда сум украл еклер. Само на јаден и си дебел. не сум украл. Не. Финта некој штос, некој мимика. Види, подсвесно ние секогаш зимаме пример од некој човек. Знам, јас сум водител. Ама да. Ја ги гледам водителите, јас нешто зимам од нив. Никогаш не сум го направил тоа, сега го видов, ова ми е интересно и ќе го направам, туку не знам, сум го гледал некој што ме бил идол и сега на толку гледање ќе попримиш од него, разбираш? Тоа сигурно ми си има случајно, да. Значи мислиш. Да. Дали мислиш дека твоите стендап колеги се преценуваат, а тебе те подценуваат? Седмо прашање. Да. Добро. Се преценуваат. Абе се преценуваат. Не, Кој се бе он? Не знам бе, бахо сега. Он ги мрде раце. Не, добро, не ги мрдам рацете, се извинувам. Не знам зашто кажав да. Не, ја убаво те сваќам, само не сакаш сега да кажеш до крај вистината. Не, види, сметам дека од една страна ти си телевизиски актер. Сметам дека јас имам уште простор за докажување и до мене дали ќе се докажам или не, а сега другите дали се преценуваат или не се преценуваат, не треба да ме засега мене. Дали си никој не може мене да ми биде крив за мојот успех или за мојот неуспех. Добро. Осмо прашање, дали си тргнал или цензурирал клип поради реакција од јавноста? Не. Си имал секакви, снимаш клипови? Да. Имаш клипови и во Зевзекмаја телевизија. Имаш клипови на Инстаграм и не си тргнал да сега. Мислам дека не сум тргнал. Фотографија знам дека јам тргнато. Која, зошто? Од бивша? Тоа да. Не, чепкаше некоја осетлива тема во тој период и добив онака непотребен наплив на негативни критики и решив дека е подобро додека е мала работата да ја отстранам таа фотографија за да не стане голема, зашто апсолутно немаше потреба и не ми беше мене намерата. А чија фотографија? Моја фотографија. Сега да не ја откривам содржината на таа фотографија. Во тој момент беше актуелно, сега нема ни ништо да значи. Девето прашање. Дали е точно дека си во лоши односи со Бојан Велески? Не. Кога последен пат се слушнавте? Па не сум се слушнал скоро, ама не сме во лоши односи. Не, мислам тоа што не комуницираме редовно, не значи дека во лоши односи. Разговарате, соработувате, комуницирате кога ќе се видите? Па ти викам, не сме се виделе. А соработувате уште, пошто соработувавте? Не, моментално не соработуваме, но не гледам причина зашто. Не сте искарани? Не, апсолутно не сме искарани. Добро. 10-то прашање. Дали е точно дека имало расправи околу финансии или пари со Маријан Ѓоргиевски? Не.
После настап? Расправија околу финанси. Да. Министерство за финанси? Не. Не, Пари. не. Со Маријан во какви односи си? Супер односи сум со Маријан. Мислам, ако прашањето е дали комуницираме, не комуницираме, не. Во добри односи сум со него. Добро, се анализират. Ајде. Одговорите 3, 2, 1. Одлично. Дали е точно дека си направил виц, знаејќи дека некој ќе се навреди? Не. Не е точно. Добро. Никогаш не тргам со намера некого да навредам. Дури ако некој се навредил, тоа било ненамерно и секогаш се извинувам кога некој ќе се навреди од моја шега. Знаеш да се извиниш. Да, апсолутно, па сега ако некој не сваќа хумор, не можеш со Да. сега со сила не можеш да му ставиш хумор во главата. Ке мене на почетокот жена ми многу не разбираше. Ќе си се извиниш и И чао се пријатно. извинував. Ја сега се научи да разбира. Сега не се извинувам. Се научивме веќе. 12-то прашање. Дали те јаде однатре кога друг комичар ќе експлодира побрзо од тебе? Не, апсолутно не. Дури се радувам кога некој ќе Да не лажеш, ќе малку? успее. Апсолутно не лажам. Апсолутно не лажам. Да кажеш дека си среќен на тугите успеси. Да, секогаш. Тоа е одлично, тоа е врлина, тоа е Па, доблест. Тоа се раѓа. па да, мислам, зошто бе, па мислам, Ако е така, тоа е многу добро. ако некој тргне напред, сигурно може и мене да ме повлече натака. Не, зашто да тонеме сите во неубави мисли, кога можеме да одиме напред и нагоре. Тоа е многу добро. 13-то прашање. Дали имаш колега што не би го покалнил никогаш во подкаст доколку имаш, иако тој колега е многу популарен, многу би ти донел одличен рейтинг и гледаност? Па не. Мислам дека секого би покани. Немаш својот. Немам, апсолутно немам сует. Добро, Баркли. Искрени одговори. Според мене, пошто те гледам како ги одговараш, мислам дека се окей прашања, така? Да, супер ти се прашања. Не се бизарни, не се Да. навредливи, не се идиотски, сепак се поразлични од другите подкасти и Така е, интервју. нормално. Прашањата се поразлични, се провокативни, но не се идиотски. Да. Ти луѓето сакаат малце идиотски, но се уште не сме спремни македонците за идиотски, пошто не, затоа и не доаѓаат. Дали мислиш дека повеќе те препознаваат по на дебелкото, отколку Баркли од Зезекманија? Па да. Да, дефинитивно. Тоа е несреќата на дебелите луѓе, затоа што не ги памтат имињата, него не памтат само еве го ова дебелко. Ама сега тоа е што направиме. Затоа, како се носеш со дебелината и со епитетот и каква самодоверба зрачиш, дали некоја ше глумиш, дали не, ти симнал капа. Тоа што те гледам дека не си уопшто искомплексиран. Па не сум Или си комплексиран? Не сум воопшто искомплексиран. Го собирам стомакот и идам напред, тоа е. Дали се сметаш себе си за смешен? Да. Знаеш дека многумина не ти го разбират хуморот, така? Знам, но Си читал коментари, сум така? читал коментари, да, но мојата мисија е да го направам мојот хумор разбирлив за сите. Значи, ќе ги едуцирам додека не почнат да ме разбират. Добро. Да, тоа е нивен проблем што не те разбираат, Па, нели? Што на крајот од денот ти На си крајот од денот- позитивен, си прави смешки, па Така и има луѓе што го разбираат мојот хумор и го обожаваат. Добро. И последно прашање е дали би си заминал од емисијата Зевзекманија и би направил сопствена емисија? Дали си помислил на тоа некогаш и некаде?
Па да, сигурно сум помислил. Ама само сум помислил. И сум си рекол, кај ги идеш бе будало една, што Не ти е моментов? Па, види сега, тоа е, не знам, друг левел, јас сум уште млад, сигурно ќе дојде момент кога може би тоа ќе се случи. Не ја исклучувам можноста, а мислам моментално сум најсреќен на свет таму и не помислувам да си одам, но ете, дека сум размислувал дека некогаш во иднина може би ќе се случи тоа, да, апсолутно сум размислувал. Дипломатски ми одговори. Па, нормално. Да. Имаше интересни прашања кои што добив уште поинтересни одговори. Сега јавноста ќе дознае и ние ќе погледнеме во продолжение. Дали ја кажуваш вистината и на што кажуваш вистина, а каде ја криеш вистината, односно каде ја кажуваш лагата. Добро. Така да за кратко се гледаме во третата етапа од нашиот подкаст Вистина или не со Миро Кацаров, каде што на детектор е ставен Игор Стојанов Баркли или попознат Баркли од Зезекманија. Дебелото од Зезекманија. И по штипски Дебелио. Така да ја кажа вистината. Па, не знам. Сакаш да дознаш? Ќе видиме. Па, ќе дознам сигурно. Веруваш на детекторот? Верувам, да. Само да напоменам, 98% е точен детекторот, 2% има можност да сгреши. Добро, Баркли, дали сме спремни? Да, спремни сме. Дали се викаш Игор? Да, точен одговор. Стварно? Баркли, биди сериозен малку. Искрен. Да, си кажал точен, гледаш кажа true full. Дали првиот стендап ти бил пред повеќе пријател да кажа не, браво, гледаш дека е точен, true full, дојди да видиш да не мислиш дека те лажам. Не бе, не ти верувам. Не бе, дојди, ја ги викам сите така за да ја сванат поентата дека стварно е сериозно, дека ние не правиме сега тука играчки. Така. Значи, дали првиот стендап ти бил пред повеќе пријател прво ти кажа не и кажа дека било тоа, те сватив ја. Тоа одлично, ја кажуваш вистината. Дали си имал настап каде што публиката во што не смела? Не, точно одговор. Браво, Баркли. Ги држиш убаво раците. Дали ги држиш убаво? Дали имаш твој виц кој настана тотален блам? Кажа јес, точен одговор. Дали сакал да се откаже од стендап кариерата барем еднаш? Да, точен одговор. Дали си украл идеја од твој колега без дозвола? Не, точен одговор. Не е можно. Дали мислиш дека твоите стендап колегите се преценуваат, тебе те подценуваат? Да, точен одговор. Ја знаев, ама ти нешто почна да се правдаш. Пошто сум слушал муабети, не лоши, толку само дека нели они се најки. Ова е тука undeterminated. Дали си тргнал или цензурирал клип по реакција од јавноста, кажа не, но не може да го пронајде ово као е. Па не бев 100% сигурен во тоа што го кажав, затоа што колку што пробувам да се сетам, не сум тргнал, знам дека фотографија сум тргнал. Па ма кажува дека не може дека 50-50 компјутерот. Па јас сум 50-50. Добро, окей. Дали точно дека си во лоши однос со Бојан Велески? Не. Точен одговор. Па точен одговор, зашто да биде. Добро. И за Маријан, дали е точно дека имало расправа кулпари со Маријан Ѓоргиевски? Не, точен одговор, не е имало. Дали е точно дека си направил вид, знаејќи дека него ќе навредиш? Не, точен одговор. Дали те јаде однатре од друг комичар ќе експлодира побрзо од тебе? Не, точен одговор. Дали имаш колега што не би поканил? Не, кажа, тоа е точен одговор. Дали мислиш дека повеќе те препознаваат по дебелкото или зване? Да. Точен одговор. И дали сметаш себе си смешен? Да. Точен одговор. Дали си заминал и дали би си заминал за Зекманија и би направил собствена емисија? Да, точен одговор. Дали си ти досега првиот? Стварно? Да, Бога ми што кажа и што одговори на се со точен одговор. Не знам да лажам бе. Ја кога дојав тука сакав сите лажни да ги кажам, ама не ми дава душата, бе, душата не ми дава да лажам. Не знам значи, еве ти рака, честито сите прашања кои што ти беа поставени, ја кажа вистината или сите ти беа онака како што детектираш нашиот детектор за лаги, односно немаше лаг. Баркли, браво. Ти благодарам. Ти благодарам и тебе што ја прифати поканата, ти си дел од нашите гости кои што
беа дел од Верували не на Миро Кацаров, подкастот на Канал 77 број 1 национално Вистина радио или во не? Македонија, вистина или не, што кажа Ферис? Верували или не? Верували не, ви сте, па читам море, да. Да, вистина или не. И недобрите грешат, Баркли. Така е, така Да. е, така е. Имавме спортисти, имавме пеачи, имавме политичари, имавме актери, имавме глумци, имавме адвокати од секој жанр или бранша на луѓе ни беа дел пред објективот на Канал 77 и дел ставени на полиграф. Така да, уште еднашка благодарам и уште многу години да си на стендап сцената, бидејќи го заслужуваш. Место си поразличен, терај понатаму, гази со зездакманија и се гледаме заедно и зубаво. Ти благодарам многу. Многу убаво си поминав. Лабаво. Кажав една лага сега, нема врска, добро. Дека лошо ли си помена? Ја да излажам, не се зезам. Хуморот ти е на високо ниво. Се гледаме вам. Драги мои, што треба да направите, знаете вие сите кои што сте закачени на YouTube, лайк, subscribe, Канал 77, за повеќе вакви опуштени јавни личности пред објективот на Канал 77 број 1 национално радио и стави на детектор и она што е интересно, дознаваме дали ја кажуваат вистината или ја кажуваат лагата. Дефинитивно подкаст кој што ќе ви го забра за пулсот. Се гледаме наредната недела со нашите нови гости. Очекувајте нешто многу возбудливо. Чао!